Неизбрусен диамант, вака го нарекуваат Мариово. По природните убавини и туристичкиот потенцијал има и зошто. Кањонинг е релативно нова активност, нов адреналин за влюбениците во авантуристичките спортови, кој овде се практикува рекреативно. Кањонингот представува планинарење во река, буквално. Повеќе би било спуштање низ реката, низ водотеци, скокање од карпи, лизгање по мазни камења. Се она што е еднодневна авантуристичка или адреналинска тура може да го возможи и при тоа да биде сето тоа безбедно и издржливо. Кањонинг турата започнува во мариовското село Зович, кое е на околу час и половина возење од Битола. Најчесто се формира група од околу 15 луѓе кои треба да имаат малку повеќе храброст, желба за авантура, потреба за адреналин, базични пливачки вештини и толеранција на студена речна вода. Секој добива специјална опрема заради максимална безбедност. Ние обезбедуваме се што е потребно за еден човек да дојде да присуствува на кањонот. Од дело е сигурносни појаси, јажиња, шлемови. Единствено што им треба на нашите гости е авантуристички дух, за да тие го вкусат овој производ. Групата се упатува кон Градешка река, на мостот од филмовите на познатиот Милчо Манчевски. Од тука почнува спуштањето низ кањонот. Рутата е долга 1 километар и вообичаено се поминува за час и половина до 3 часа. Кањонот сам по себе е околу 7 километри долг и изобилува со невидени убавини од типот на карпи, процепи, вирови и водопади. Спуштањето почнува по мирен потек. Треба да се внимава каде се гази и да се следат инструкциите на водичот. Кањонингот е авантура која што во добар дел зависи и од како да речем, од Господ. Значи, нас за да биде ова сигурна и безбедна дестинација, ни треба мирно време, да нема некои големи поплави или врнежи, кои што после тоа ќе предизвикуваат да не можеме да влеземе во кањонот. Времето беше совршено. За многумина предизвик е спуштањето по стрмните карпи. Тоа бара високо ниво на безбедност, зашто се користат јажиња и друга планинарска опрема. Сепак, неголема атракција е скокањето од карпа во вода. Има повеќе такви карпи по рутата со различна висина, а вировите во кои се скока може да бидат длабоки и над 2 метра. Скокањето во овие базени веројатно е највозбудливиот дел од спустот низ кањонот. Тогаш веројатно удира адреналинот, па посакувате да можете уште еднаш да скокнете, но за секој ваков возбудлив дел од спустот имате само една можност. Враќање назад нема. Често доаѓаат странски туристи на кои при престојот во земјава им се нуди ваква еднодневна тура. Овој пат целата група е со домашни луѓе. Прво спуштање ми е низ кањонот и да ви кажам искрено воодушевен сум. Не очекував дека толку добро ќе поминам. Адреналински супер, екстра е се. И сигурност и се. Кањонинг во Германија, на Корсика, на Грција, на Сатотраки, во Венецуела и конечно во Македонија. За мене не можам да направам споредба, секој кањонинг е убавина, иначе се е обезбедено, значи тоа е што е важно, иначе за дома тоа нешто се радувам да можам тука да влезам во кањон. Ултимативно уживање. Кањонот нуди многу можности за рекреација, спортување и забава. За водичот Петар Нолев, секоја тура е различно доживување. Се зависи од волјата и желбата на групата, али повеќе од 20 секунди се гушта, иначе го гуштате. Еве ги луѓево како се забавува. Кањонинг Македонија. По речиси 2 часа следува потек со класично планинарење. Од кањонот се излегува по оваа падина. На незиниот врв е целта. Од тука има фантастичен поглед. Чувството на исполнетост и возбуда уште долго не го напушта духот. Нолев го искористил стекнатото искуство за активен туризам, со кој се занимавал во неколку балкански земји, за да го создаде туристичкиот производ кањонинг во земјава.
Идејата дошла од потребата за квалитетно развиени проекти кои ќе ја збогатат понудата за активен или авантуристички туризам во Македонија. Мислиме да инвестираме и да вложуваме во нови други приказни, слични на каньонингот. Меѓутоа, сега во оваа фаза размислуваме да ги окрупниме идеите, односно да бидеме достапни со 3-4 приказни, различни, и да се обидеме да ги натераме гостите да поминат повеќе од еден ден во овој дел од Македонија. Но за тоа потребни се сместувачки капацитети и друга инфраструктура. Генерално, треба да на таа тема размислуваат некои повисоки инстанции. Како општини, држави, Агенција за развој на туризмот, за промоција на туризмот. Треба тие да имаат стратегија, реална стратегија, затоа што ова е реален производ, кој што секој може да го вкуси, не е нешто апстрактно кое што виси во воздухот. И треба да се поддржат вакви слични проекти на локално ниво, генерално во стратешки неразвиени подрачја, како што е Мариово. Потенцијалот на каньонинг во Мариово го препознале од швајцарската амбасада во земјава. Го поддржале преку програмата за зголемување на пазарната вработливост ИМЕ, за да се обезбеди професионална каньонинг опрема, да се подобри безбедноста и да се користи барем дел од потенцијалот на неизбрусениот диамант Мариово.